Faleminderit, zotri Gjaferi, kolegë deputet, nderuar zëvendës Ministre e Financave, të nderuar qytetarë. Flasim për planin e qeverisë për atë se si do të shpenzohen paratë e popullit vitin e ardhshëm, që të thot planin e qeverisë se çfarë do të bëj në vitin që vijon. Ky buxhet nga ana e qeverisë është kuptuar se është buxhet që ka investuar në kapital njerëzor dhe është Klasično, vladата освен слогани и популистички најави, друго ништо конкретно нити сработила, нити ќе сработи. Во моето излагање ќе се обидам да покажам дека не е нити инвестирање во човечки капитал, не е нити реален буџет, туку е класичен популистички предизборен буџет. Што е буџет по самата своја суштина на работите? Буџет е нешто што владата или која и да било институција ги проектира собствените активности во наредната година. Тоест, едноставно кажано, тоа се ветувања кои што оваа влада ги дава пред граѓаните дека ќе направи за идната година. И сега слушаме буџетот, гледаме бројките и гледаме ветувањата, за да на некого му ветуваш, тоест му веруваш што тоа што ветува ќе оствари, треба да знаеш и што тој остварил во минатото кога имал прилика да ветува. Тоест, што резултати имал зад него, за да неговите ветувања се кредибилни или неговите ветувања се само чиста фраза и ништо повеќе. Јас ќе се осврнам на неколку резултати кои што оваа влада, неколку точки, да речам, или поенти, кои што оваа влада ги имала во минатото, кога имала можност да направи нешто. Капитални расходи. Според мое сваќање и гледање на работите, најважна работа на една влада, освен нормално, редовно и навремено, да речам, обврските кои што си ги има во однос на пензии, плати, социјални трансфери и така натаму да си ги извршува. Најважната работа е што таа влада ќе направи, колку капитални расходи ќе реализира. Да се подсетиме дека оваа влада во овој момент, или податоците кои што ги имаме се заклучно со месец октомври, од ветени 420 милиони евра капитални расходи, реализирала 150 милиони евра капитални расходи. Значи имате во предвид што ова влада ветувала и што реализирала. Или пак, ако гледаме уназад во годините, колку се реализирале во апсолутни бројки капитални расходи. За 2018 година владата реализирала 200 милиони евра капитални расходи. Споредено со сите други години уназад, убедливо најмал износ на капитални расходи што е реализиран од оваа влада. И конкретно се гледа и за оваа година. Значи ветувала 420, реализирала 150. Оваа влада за оваа година тековна, приходите кои што планирала, тој што ветувала дека ќе ги привере, износ кој што им фали во приходната страна се 170 милиони евра. Значи ветувала дека ќе собере одредена сума на пари преку даноците, поминале 10 месеци, 170 милиони евра се мањак. Оваа влада наголемо се фалеше дека бруто домашниот производ, кога ќе биде на власт, ќе биде минимум 5%. За наредната година
се фали дека ќе биде над 3%. Меѓутоа, чисто за споредба, да знаеме со кого си имаме работа, бруто домашниот производ во просек од 2008 година, заклучно со 2016 година, во просек бил 3,2%. Во 2017 и 2018, во години каде што ова влада имала влијание на бруто домашниот производ, е 1,45%. Продуктивноста не е само да се отварат работни места, треба да има и продуктивност врз основа на економски параметри. Продуктивноста во вториот квартал 2018 со втор квартал 2019, всушност извинувам, втор квартал 2016 со втор квартал 2019 година е опаднат за 5%. Вработените во индустријата се фали ова влада која намалила бројот на вработени и во трети месец и во деветти месец, споредено со трети и деветти месец од минатите години, а и континуирано трети, четврти, петти до деветти, е во опаѓање. Значи, споредено, пример, трети месец 2019 со трети месец 2016 е во минус. Исто и за деветти месец. Со еден збор, оваа влада има обичај многу да ветува. Нарочито пред избори. Тоа го видовме и во 2016 година. Пред изборите направи програма, големо име и даде на програмата, програма за живот, големи зборови, големи флоскули, големи ветувања за се што ќе направи кој ќе дојде на власт. Меѓутоа, резултатите мене ми се чини дека граѓаните Република Македонија ги гледаат и од оваа говорница да по ко знае кој пат ги повториме оние ветувања познати 100.000 денари плата на доктори, бесплатна социјално осигурување и медицинска помош за сите граѓани и така натаму, да не ги гледа, мене ми се чини дека веќе стануваме некој пати досадни со тие спомнување на тие ветувања. Од сите тие ветувања не направи ништо. Сега кажете ми како ние, пред се како опозиција, а потоа и граѓаните да ви ветуваат, тоест да ви веруваат дека ова што го ветивте со овој буџет за 2020 година ќе го исполните. Како овој буџет може да се крсти да биде реален буџет? Кога уназад, во сите оние прилики кога сте имале можност да нешто ветите, тоест да предвидите, тоа што сте го ветиле не сте го исполнили. Како се да веруваме дека ќе го исполните? Како да веруваме дека ова е реален буџет? Плюс тоа, имајте во предвид дека ова година 2020 е предвидено да има избори. Дали на почетокот, дали на крајот, меѓутоа 2020 година е изборна година. Како ќе е гледано уназад и логички е да во време на избори економијата како економија има барем во тој период на време на избори забавен раст. И сега вие викате овој е реален буџет. Што мерки има оваа влада преземено во овие 2,5 години за да ја подобри ситуацијата, да ја подобри економијата, да овие бројки кои што ви ги напоменав, ви ги читав, да бидат многу подобри. Сите мерки што ги има преземено, драги граѓани, се популизам. Никаква конкретна мерка во економијата што на подолг рок ќе предизвика зголемување на економските процеси во државата. Се сеќавате веројатно на мерката Мој ДДВ, каде што беше помпезно најавувана дека 50 милиони евра ми се чини ќе се вратат во џебовите на граѓаните. Како сакате да вратите во џебовите на граѓаните, нема потреба преку Мој ДДВ да ги враќате, намалете ги даноците, тие истите што ги зголемивте, или намалете акцизата на горивото, таа иста акциза што ја зголемивте, или намалете го
стапката на ДДВ за некои производи. И тогаш директно ќе ги вратите парите во граѓаните, а не само да користите флоскули дека ги враќате парите кон граѓаните. Проектот минимална плата исто така, 10% само тоа што го ветувавте дека ќе го направите. Најновиот проект кој што помпезно го најавувавте пред некое време, тоа е субвенционирање на придонесите. Дали, драги колеги, се сеќавате како опозиција кога викавте на цел глас дека има дупка во пензискиот фонд, дека таа дупка не може да се пополни и дека со субвенциите кои што се даваат, таа се проширува и така натаму и така натаму. Што е ова? Ова не е отварање на дупка во пензискиот фонд. Ние дискутиравме кога се носеше овој закон, не би сакал да губам премногу времена да прераскажувам истата работа, меѓутоа морам да го спомнам во насока на тоа што оваа влада прави за да подобри економијата. Во насока на тоа да покажам дека тоа што го прави нема никаков реален ефект во економијата, туку има само популизам во јавност. А сега пред избори, најавени избори, наједнаш излегувате, зголемувате пензии од ракав, без при тоа да се користи законските решенија и методологии кои што беа присутни. Зголемувате плати во образование исто така од ракав, без при тоа да се искористи колективниот договор кој што е подпишан. Не, сега е време на избори, Дедо Мраз е дојден кај нас во Република Македонија, во ликот и делото на премиерот Зоран Заев и зад него си има буџет огромен, досега најголем буџет кој што е проектиран и предложен во нашата држава и си дели пари како што него ќе му дојде и како што си сака. Што е најлошото? Ајде, имате и грешни, да речам, мерки за враќање на економијата, тоа можам да го сватам. Зошто? Заради тоа што не ве бидува. Не знаете да сработите. Ова влада не знае да работи. Тоа го покажа овие 2,5 години. Нема испорачено никаков резултат. Така да сваќам дека не знаат ни да сработат, не знаат ни да смислат нешто што ќе има влијание во економијата и затоа се занимаваат со проекти кои што се популистички. Меѓутоа, што е па уште полошо, ајде што не знаат да работат, ајде што граѓаните не гледаат бенефит од нивното работење, што е уште полошо, имат неконзистентни економски политики. Како сакат економијата да функционира, да расте, ако не знае што ќе се случи наредниот месец. Ако не знае во наредните 2-3 години која е даночната политика и која е идејата и како политиката на владата ќе се одвива. Витекнува лани ова време со колкава помпа беше воведен прогресивниот данок. Ај што беше воведен на 31.12. ден пред почнување на фискалната година, ајде то се заборај. Сите укажувања и од експерти, и од нас како опозиција, и од стопански комори дека не е добра тактиката или планот да се води таков прогресивен данок како што вие го воведвавте, меѓутоа вие бевте цврсти дека тој ќе донеси бенефит на граѓаните, дека ќе зголеми економијата, дека праведност ќе има. И што се случува? По процедура во собрание е укинување на тој прогресивен данок. И како економијата сега да ви верува? Како да ви верува дека во наредната година тоа што го предвидувате во буџетот ќе го реализирате? Кога еднаш воведвате прогресивен данок на противење на сите, на цела јавност, по некое време го враќате назад. И то не го ни укинувате, туку му давате 3 години грес период. Уште полош чекор од тоа што се случува. Можда е подобро да оставевте така, тогаш барем економијата нема да има страв дека сега го укинувате, тоест го главате мораториум, и никој не им гарантира, и типа ви верува, дека после изборите, ако не дај Боже вие останете на власт, дека нема да вратите пак нешто назад. Како да вложуваат во економија, во човечки ресурси, во машини, во опрема, како? Со кое планирање? Ајде да видиме нешто конкретно, некои бројки од буџетот што го имате предложено. Велите дека
наредната година ќе има зголемување на даночните приходи од 7%. Јас би прашал, драги колеги или драга заменички министерке, како ова мислите да го остварите? Како? Дали знаете дека пред 2 недели нецели излезе податок дека 100 компании на македонската берза имат за 12% намалена добивка. Од каде ќе соберите даноците? Од која економија ќе соберите даноците и ќе стигнете до прагот кој што ви е предвиден како даночни приходи? Капиталните расходи, демек сега ќе работите, сте ги предвиделе 9% од скупните расходи. Имајќи во предвид дека ни 50% то не реализирате, значи тоа ќе видат 4,5%. Меѓутоа, исто така, мора да се кажи дека расходите капитални се за 44 милиони евра помали него предвидените во 2019 година. А ето 2019, значи, место да растите, вие одите надолу. Вложувате во човечки капитал. Во човечки капитал се вложува преку образование. Меѓутоа, не гледам дека тоа го правите во овој буџет. Сите ставки што се врзани со образование се намалени. Ученички стандард намалено. Студентски стандард намалено. Вложување во научни и истражувачки дејности намалено. Изградба на училишта намалено. Развојни програми намалено. Единствено што има зголемено, тоа се договорни услови. Тоест, платите на наставниците што ги покачват. Не е дека не треба да се покачат платите на наставниците. Треба да се покачат според колективниот договор многу поќе него вие тоа што го направивте. Меѓутоа мора да створите услови и да учениците учат во пријатни амбиенти за нив. Да дават повеќе резултати. Задолжувањето од кога сте на власт. За овие 2,5 години успеавте да задолжите државата за повеќе од милиарда евра. Уназад, сите премиери во независна Република Македонија успеале да задолжат за 3 милиарди, вие за 2,5 години за плюс 1 милиарда евра. Ај што сте се задолжили државата? Што направивте? Што направивте? Веројатно после вашиот мандат ќе остани антологиската реченица на мојот колега Ѓорчев. Шајка немате за којено. Шајка немате за којено. Аерозагадувањето. Вие кои дојдите, бидејќи ВМРО беше криво, затоа имаше аерозагадување, вие кои дојдите, се ќе биде чисто. Меѓутоа, без работа и без проекти не се намалува загадувањето. 100 милиони евра имаше, 100 милиони имаше предвидено во ребалансо, сега имате 80 милиони во буџетот. Ето пак намалување. Во оние области кај што можете да придонесете наеднаш топлификацијата во Битола ја стопиравте, си правите нати дајми инвертер клими. Увезвате нафтен кокс без акциза и директно го труете народот, а полни се устите за намалување на загадување. Тоа е злосторство на граѓаните, над граѓаните. Увезвате нафтен кокс со 0% акциза. Ајде ние тоа го велиме, па да не ни вервате нас. Меѓутоа, ова го вели и Стопанска банка, ова и Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд. Вика Светска банка, намалувањето на продуктивноста, она што го кажав на почетокот, во повеќе сектори, ја загрозува конкурентноста на економијата. Истото тоа го вели и Меѓународниот монетарен фонд. Дека вложувањето во човечки капитал со цел адресирање на недостаток на вештините и стручно образование и обуки ќе има поголем ефект него се друго што правите. Значи, и овие две меѓународни институции ви кажале дека нешто не е во ред со вашата економија. Меѓутоа, за жал на граѓаните на Република Македонија, ова неспособна влада и не знае ништо друго да направи, освен да се потруди, ако може некако,
преку популистички мерки, преку лажење на граѓаните, да успее некако да изборите кои што престојат, да имат резултат за да можат да останат на власт. Благодарам. Пратеникот Самки Брумовски има реплика, повелете.